Добар ден, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема која што би сакал да барем на еден од вас кој што ќе ја следите оваа епизода ви придонесе да можеби ја смените свеста во однос на тоа во какво здравје го одржувате дигестивниот систем и зошто е до исклучителна важност да го одржувате во добра кондиција. Не знам колку од вас сте свесни, ама очигледно по статистиките кои што ги имаме на државно и на светско ниво за тоа колку можеби од нас имаат и вишоци на килажи и здравствени проблеми, очигледно е дека многу од нас не се свесни од каква важност е здравјето на дигестивниот систем и многу од нас не се свесни дека вториот мозок, така речено, во нашето тело, за разлика од нашиот оригинален мозок, е сместен во дигестивниот систем. На што всушност мислам? Во дигестивниот систем се случуваат милиарди процеси во текот на денот. Во дигестивниот систем постојат милиарди бактерии и микроорганизми кои што се задолжени да храната која што ние внесуваме ја разградуваат на микробиолошко ниво, да ја претвараат во енергија, да ја дистрибуираат до можеби до цревните рестички кои што преку крвни садови ја разнесуваат до сите системи и е од исклучително важност да тие микроорганизми ги создаваме, да им ја помагаме нивната работа и да ги одржуваме во добра кондиција, затоа што од друга страна и многу од тие организми се задолжени за да спречуваат и да регулираат одредени натрапници во нашето тело кои што подоцна може да придонесат некаква сериозна болест. И практично 80 до 90% од нашиот имунолошки систем е сместен во нашиот дигестивен систем. Но пак ќе речам, повеќето од нас не сме свесни за таа појава и затоа можеби на нашиот дигестивен систем на секојдневно ниво му даваме процесирана храна и храна која што напротив му е отежнува работата и ги уништува и ги разбркува овие микроорганизми кои што се од исклучително значење. Од друга страна, во дигестивниот систем постојат многу нерви и многу од секојдневната комуникација со мозокот и со нашето тело е поврзана со дигестивниот систем, затоа што секојдневно тие комуницираат за тоа дали можеби е потребен дотур на некаква храна, дали можеби имаме енергија, што се случува со имунитетот и така натаму и доколку и многу често ние стануваме свесни за одреден проблем во телото, многу подоцна од она што веќе мозокот и дигестивниот систем го искомуницирале меѓу себе и се борат можеби против некаков проблем или некаква закана која што веќе се појавила во телото. Но, пак ќе речем, за тоа ние не сме свесни. Од друга страна, многу често луѓето кои што можеби сме изложени на поголем стрес или имаме периоди во животот кои што ни се малку постресни од вообичаените, сигурно сте забележале дека најчесто во моменти на висок стрес или на можеби емотивни падови, депресии и така натаму, најчесто реагира дигестивниот систем. И многу луѓе знаат да им се појави чир, многу луѓе чувствуваат печење, многу луѓе можеби губат апетит, многу луѓе можеби на емотивно ниво јадат благо, грицки, многу процесирана храна и тоа е дополнителен доказ дека не само храната, туку и стресот има исклучително значење за тоа како можеби функционира нашиот дигестивен систем, повторно поради причината дека се во огромна комуникација и не за џабе дигестивниот систем и тој сноп од нервни завршетоци и цела таа комуникација која што се одвива со главниот мозок, не за џабе се нарекува дигестивниот систем втор мозок. Затоа, луѓе, не ми е ова прв пат да зборувам за дигестивен систем и не ми е прв пат да зборувам колку е важно тоа и не ми е прв пат да можеби подспомнувам каква храна и кои можеби делови од исхраната се до исклучително значење за дигестивниот систем, вклучително растителни влакна, вклучително вода, но не го исклучуваме тука и стресот. Затоа ова е чисто уште една порака и уште еден поттик за секого од вас да разбере колку е важно да го одржуваме тоа наше место во дигестивниот систем како дел од телото во одлична кондиција, супер чисто и да му помогнеме да можеби не одржува во добро расположение и во супер енергија и да му помогнеме практично и на секој систем
кој што е дел од нашето тело, да го добива сето она што му е потребно, кој што повторно зависи исклучиво од поконкретно тенкото црево. Така да, дечки, барем еден од вас да можеби се поттикне и стане свесен за сето тоа. После оваа епизода ќе бидам среќен. Свесен сум дека не може секој да можеби во овој момент направи некаква промена и да донесе одлука за некаква промена, но во секој случај јас константно ќе зборувам и ќе бидам досаден и нема да ве оставам на мира. Но тука за денеска завршуваме. Ве оставам во денешнава епизода. Ви посакувам здрави животни навики. Ви посакувам убав ден и се гледаме во веќе следната. Чао, чао!